Срамно. 25 денари килограм пиперка. Тоа не може да го покрие ни производната цена. А камо ли да остане маката некој денар да се ја покриеме. Ден за ден се потешко. Култура, било која култура да биде засадена, нема ништо. Се сме унатре, се сме у минус и останува само работа. Како се напомнав и некни, и временските услови не ни се наклонети. 3-4 пати. Сега има некои земјоделци што треба по 20-30 платна да купаат. Аптекарите начекаат. Цената од 210-40 рипна на повисока. И со што ќе дадат 3-4 илјади, а веќе со 5-6 илјади евра внатре. И кога ќе продаде пиперо, што ќе зема? Не може ни домашните трошкови, ни камоли да остане за уиднина. Јас една година пресметнувах се. И знаете што беше? Од 15 декември до 15 април за трошење 190 денара. Многу пати го кажувам тоа затоа што ме боли душата. Јас сум по некој земјоделец, по струка агроном, некои ме познаваат, некои не. И тоа е срамно што се дешава денеска од 21 век, да молиме, да просиме, да клечеме на колена и да кажеме дојдите, подршно министри преку џамо може да ви гледаат, или Струмичко дали има од Струмичко дали има пратеници. Само еден во Робово. Само еден дојде во Робово и доста е толку да го видиме. Градоначалниците изгледа и они се кријат, не смеат што е проблемот. Ќе кажат ти многу говориш, мислимо од детства тој. Грција на одмор се. Било што да биде. И друго. Како некој што спомнав, јас сум член на општинската комисија. Денеска се јавив на секретарот на општина и ќе дадам оставка. Еве, јавно кажувам. Не можам да ве лажам, да викам утре ќе добиете оштета, а уште ланската оштета не е дадена. И камо ли за субвенции или за тоа да разговарам? Ќе пишеме, ќе пуштаме елаборати и ни ги вратат, не биле точни. Треба сите уште поголем број луѓе, треба да разбереме. Оти ако не се подржаваме сами, еве види тие златни деца на сонцето што се тука. Зошто се криеме дома, ќе берам? А бери ти, утре бери, ма денеска одмори, дојди тука, присуствови, што поголем број поубаво. Што да ви кажам повеќе, жално е што земјоделците го трпи тоа. Па ќе кажам, Господ нека ни е на помош и сустрејќи нагоре. Белги ќе дојдат некој пат повеќе. Нас фактички не ни интересира. Ние сте сите тука земјоделци кои лет јадеме од нивите и не ме интересира. А политичаните некој мислат кога ќе дојдат изборки. И треба да бидеме пасплотени и да кажеме марш од нашето село. И граѓаните исто. И уште нешто ќе подена. Имаме председател на синдикат. Тука ли е некој? Имаме председател на... Ја советнику Памуков нек дојде каже нешто. Браќа и сестри, само едно можем да кажем. Да нема сватата како политика, јас не сум политика, јас сум земјоделец. И би сакал еден апел до оние луѓе кои ја стават цената, кои ја поставува цената. КДС. Тоа е преработвачка капацитет. За жал, еве цела неделя не избегнуват сите нас. И прашање зошто? 25 динара се срамни пари кои треба ние да ги прехраним овие златни деца. Кои треба на школа да ги пуштат. Кои треба да градат на некој начин кариера од нашето земјоделие. А ние со 25 динара кој производна цена некаде ни е 27 динара на пиперо. Па да не зборам од елементарните непогоди. За жал,
Ония, кои трябва да абсорбират робата, ги нема никъде. А кой са тия? Тия са преработвачки от капацитет. ДМГ. Значи, ние слушам зборове дека со 30% ќе го намалиле прием на роба. Ќе намалиле, ќе нема да преработвале 30%. А дали памнете пред 10 до 15 години кога збораат дека на нас ни треба суровина? Сега имаме суровина, а ни вртат гръбо. Ги нема никъде. И да скани и така те ще пиперат, ме беше. Значи, защо не пута 10 години да го садаме, да го сголемме процесу на производство, да ги сголеме от 10, 15, 20 или 30 фоли, направи има 50, 70 или 100 пластеника. Сега ние как го сголемаме в нашето производство, некой ни върта гръб. Това е жално за нас. Ако трябва да извадим пак, па и ние сакаме да одма на одмор, бе. Защо тук на слънцето да се печем? Ние сакаме нови коли и нови трактори. И ние сакаме да одма да се байнеме. За жал немаме пари, арма маката си я тераме, еве тук на улица. А защо да тераме на улица? Защо да не бидеме малко по-релаксирани? Сега фабриката на катастрофално ни въртат гръбо. Викат дека во среда ќе седнале да разговарале. Зошто до среда? Зошто до среда? Колко процеса производство кида сега во фабриката? Има луѓе кои си го сега збират нимниот плод. Ама зошто го збират? Пошто веќе вегетацијата ќе почне да ни бега и ќе го губат квалитето. Морат тие луѓе да одат на нивата да го зберат. Да не ги увинуваме и тие луѓе. Да не ги увинуваме. Защо? За да имат фабриката суровина. Па на край фабриката, за жал, да ни отвориме картицата, сигурно 30-40% не ни е платено. Ланската суровина. Ке платят тегла, ке платят зетин, капаче, все ке платят суровината, а остават на крайта. Защо? Оти ние бака сме. Ние произведаме суровина, а они нашата суровина я остават на крайта да я платят. Спонсора без пари. Точно, баш така. Спонсора без пари. Драги, отнел викнеш министр да дойде да види тук. Так, нема пари, ке му платам аз. Нека дойде! Кажи ми субвенциите нека да! Леки студенти Кирил снимал времето ровно, не ли го отстрем? Айде мирно, айде. Еве и аз, како луѓето кои што барам министру да ни се приклучи на тие луѓе кои штрекуваат овде и заеднички да седнат да разговарат да сетат таа дадена ситуација. Второ, еве, мислам дека и моето и штрекувачите го имат исто тоа, мислам, одбор, штрекувачка одбор, го имат. Субвенциите во најкраток период да бидат изплатени по кило на земјоделците, не по површина, по кило. Пошто тие луѓе сега имат работна рака кои треба да ја платат. Значи, со тие услови кои ги имат над 45 степени или 50 во пластениците, преко ден или секој ден треба да пуштат наводнување.